Dragi prijatelji, večera повторно ќе се дружиме преку видеоанализа. Повторно ќе имам две теми. Едната ќе биде глобална, оно што се случува во Украина и Израел, и другата се изборите. Прво да почнеме од глобалната тема. Мислам, Русија наскоро почнала вистинско позивање, почната, реков од мај ќе почне. Украина најверојатно од ова година нема да постои. Може би уште една година ќе постои киевскиот дел. Галиција најверојатно ќе биде вратена на Полска. Унгарија, како што кажа, ќе земе својот дел. Интересно уште кога почна офанзивата, поточно војниот конфликт, во Украина, јас јасно укажав дека не се работи за демилитаризација на Украина, се работи за демилитаризација на НАТО и на САД. Интересно да не оде пронашен советник Мација, како беше прав, но нека се презиваше, кажа, вика, Русија не ја демилитаризира Украина, го демилитаризира НАТО. Се насмеа, вика, не го кажа уште. Први ден дека не се работеше за демилитаризација на Украина, него демилитаризација на НАТО, а на Путино доста му помогна Владимир Зеленски, поточно му врати, бидејќи он дојде на местото председател на Украина, согласи од источен дел на Украина, кој е руско говорно подрачје. И сега му кажуваше дека не знае украински, мајчиниот, посебно еврејски, говорење евреи, бил и рускиот. Израел направи огромна грешка што се закачи со Иран. Тоа му требаше, наводно, дали паднали, не паднали некои ракети кон нуклеарните реактори, ама кој не каде. Но сад јасно кажа дека нема да ја помогне на Израел во случај на конфликт со Иран. Нивна, мислим, инвазија или ракетирање врз иако сега им помогна, но не премногу, бидејќи Иран, своите балистички ракети ги погоди главните цели, тоа беа стратешки аеродроми. Изгледа како вака продолжија уште лани, јесен таму кажам, му предстои муслимански џихад и бришење од историјата. Тоа вишински холокаусти евреите ќе издржуваат не тука само, секаде во светот, и ќе на западот се кријат и им препорачува да не се во заедница. Исто така кажува дека има голем притисок, но праша дали Нетањаху ќе уничи сопствената држава и на сосветниот народ ќе удри нож у грб. Оно што го прават во Газа е чист геноцид, а се жала дека доживеале геноцид и тоа за мене неразбржливо. А малку да се препадам на наши избори, ако сум и комичен, мора да кажам, самите настапи. Интересно работа само збориме за председателски кампањи. Професорката Билјана Банковска конкретно кажа, застана за етничките македонци. Не знам колку е можност, но главно го искаже своето мислење дека ќе ги раскине, ќе работи на раскивање на преспанскиот и на добрососедство со Бугарија. Но тоа за левица не би можел да кажам. А интересен е предлогот, малку се поднасмеав на и многу прозаичен на лидерот на Волното Монет, а не било тоа право на негово место сум. Однапред кажува да не се напаѓаат левица и знам на Максим Ветриевски, што зборува дека планира со нив да прави коалиција. Јас треба да го посветам лидерот на Волното Монет, Мицкоски, Христијан Мицкоски, дека Максим Ветриевски човек на Дрвековски, дека во Куманово имаше борба
među zajevisti i brankovisti, a on je jedan od brankovistите, koji je čestan čovjek, patriot, i nego krilota, znači na Branko Crven, го форсира и да ја спаси партијата. Значи, ако дојде од таа коалиција, ја верувам, ќе дојде ако ВМРО има околу 50% или така нешто. Он имаше можност да има 67, но не искористи. Лошо настапуваат, лош пиар имат, лоши советници. За мен са кој анализира комични нивните настапи. Инаку, интересна работа, левица се веднаш огради таа коалиција. Знаеме дека левица самиот Заев кажа дека ја финансирал и кај што имаат локална власт, он пробеше се направи сојуз со СДСМ и во град Скопје, и во Белесиево, и на други места. И за мене не е логично да барам после коалиција со таков партнер. Значи, изборот ќе биде полн со комедии. Јас се надевав дека ВМРО можеби, се надевав, размислав, лошо се изрази, аналитичар дека ВМРО ќе искористи сите овие афери на ДУИ и на СДСМ, но ништо од тоа. Денеска не знам колку е точно таа анализа, ВМРО Баѓи водеше во тие анкети. Денеска кажа дека 22% води кон 16 на СДСМ. Тоа е премалку и не гарантира формирање на влада. Кој случај 2016 без разлика што Груевски ВМРО тогаш има 2% повеќе, да направи влада со СДСМ. Значи, за сега кампањата е катастрофа на ВМРО. Многу не е подобра и на СДСМ. А моите анализи зборуваат дека Пендаровски нема да го помине првиот круг, дека СДСМ ќе го форсира Максим Димитриевски, а за второто место ќе се борат Банковска и Давко. Веќе видимо кој како ќе иде. Ќе е само еден укрст на овие избори, но се гледа дека организацијски за изборите ја повторуваат грешката ВМРО од минатите избори, која се подпира само на анкети. Повторно, уште еднаш во тој период на Антонио Милочевски, кој беше пријател, преди изборите му реков, лоша ви е кампањата и со Мицкоски на овој начин нема да можете да тренете 100 години да дојдете на власт. Погледајќи анкети, кај ќе тепаме 2 преведен, 3 преведен. Камо ред. Заврши анкетите, заврши изборите, ја го прашувам кам батка шо преме сега. Ја реков, Милошевски, ти можеш си залутано политика, ама јас сум образован аналитичар. И човекот ме избраш. Пријатели, му кажа вистината. Значи, ВМРО ја прави се грешка кога номинација избори, се подпира на анкети. Друго е терен, друго анкети, он успеа за овие 6-7 години го воде и 5, не ме да се бар, Кичковски, 3 процеса саглавно не направи меѓу избори. Избори не се добиваат само кој е изборната кампања. Избори се добиваат 4 години со митинги, кој што правеше и Груевски, да го подсетам само. И што гледам нивните дебати, премногу са салонски, а изборните кампањи не барат салонски дебати. Драги пратенови, кои се допада мојата анализа, кои сака да ме следат и понатаму, значи треба да притиснат на копчето subscribe или претплати се, и ако се допаѓа анализата, нормално така. Ништо од ова не е нормално, не е морално, мислам. Значи, кој сака да ме следа, буру, инаку нема многу да се мешам и да давам прогнози кој како ќе помине, но ја уште еднаш стомнувам на моја теза дека не е исклучено да се прекине изборниот процес. Особено ако на председателските избори во првиот круг
Travari има повеќе гласови од Османи. Драги пријатели, ви посакувам добро вечер, убав сон и убав престојен викенд. Значи, ќе повторам уште еднаш. Оние што има желба да ги следат моите анализи, кои ќе бидат преку видео, треба да приснат на копчето subscribe или претплати се и ќе добијат брзи, точни, објективни анализи. И инаку, само уште да кажам, да не ги лажат народ со Европска унија, ја рекол дека последната година она се распаѓа исто кој НАТО. Значи доја демилитаризација и на НАТО и на Европската унија и смешни се ми коветуваат Европска унија, а Макрон некна и кажа, мислам, проција 2040 најрано, тоа значи Европската унија се распаѓа. Мора почнемо сега да се распаѓа со влегувањето на Велика Британија со Брексит. Да не ве гневам, да оставаме нешто и за друг пат. Ви посакувам добра ноќ, убав викенд. Анализи е памет у глава и вака не се водат изборни кампањи. Ви сум ништо по-комедична и на СДСМ и на ВМРО. И да повеќе со лични навреди, без да со податоци за конкретни работи. Иако ја ги многу знам и за тие, но тоа не е моја работа. У живот не си имам партиска книжка. Дека што бев на основачката собрање во не е пред мојата стапција пратил од Австралија, бидејќи немам доверба во татарчето, бидејќи нема каде, тоа е посвоено. Со буглофилче, од тие причини, инаку поради мојот патриотизам и лека лепинки и денеска. Точно дека 98 без моја помош, помора да помоне, немаше да дојде на власт. Ќе му направя игра која сега што му прават на Мицкоски. А се еден пријател разговарам. Ми викаше, да не зборам многу за тоа. Значи, од цел дијавол и процесе, уште еднаш ќе посакувам добра ноќ и убав викенд. И нормално да не заборавите, пред нас е циркус кој е бесплатен, особено за нас пензионерите, кои не можеме да се дозволиме да одиме на театар и да гледаме комедии. А затоа партиските лидери ќе ни го овозможат.